Можам само да ви кажам дека денес околу 17:30 часот од директорот Агарински, директорот на контрола на летање, бев информиран дека авион Piper 34 во германски регистар, кој полетал од Тревизо за Скопје, некаде околу 17 часот и 20 минути, се изгубил од радарската слика на контролата на летање. Покрената е постапка за претрага и спасување. Полицијата е вклучена, обвинителите дадоа своји налози да се постапува за истрагата и за кратко време пронајдено е местото на несреќата. Тоа е кај село Кожле, место Јасиковац. Пронајдена е лупината од авионот и можеме да кажеме дека има 6 жртви. Во авионот според флајт планот имало 6 патници заедно со екипажот. Сите најверојатно се италијански државјани, 4 се италијани, 3 машки и 1 женско и 2 албанци, веројатно државјани исто така и на Косово. Во моментот можеме тоа да кажеме, големо жалење за изгубените животи. Во контакт сме со пилотите на останатите 2 авиона. Во момент од нив собираме информации и сослушуваме. И потоа одеме сите заедно на лице место, продолжува истрагата на лице место и собирање на најнеопходните информации за тоа што се случило. Пред да се спроведе истрага, со Јалидија морам да ви кажам дека причини за несреќа не можеме да соопштиме, а и не постои никој во светот кој може тоа да го соопшти. Пилотите двајца што ги сослушавме на останатите 2 авиони ни соопштија дека времето било многу лошо, дека немале никакви проблеми во контактите со контролата на летање и тие се изненадени како нивниот колега не успел да слета, а сепак тие после него вториот и третиот авион слетале. Инаку се работи за конвој од 3 авиони кои утре требале да присуствуваат на пуштање на дали авиоклуб или школа за летање во Косово. Сите заедно тргнале на Тревизо, 2 авиона успешно слетале на Скопскиот аеродром. За жал, едниот авион не успел, едната посада не успела да слета. Уште еднаш ги изразуваме нашите жалење за изгубените животи и во најскоро време ќе се одржи утре или задутре пресконференција на сите субјекти што учествуваат во истрагата и ќе бидат соопштени други дополнителни информации кои ќе ги собереме од лице место и од инволвираните субјекти кои ќе ни дадат изјави.